Драги ученици, добре дојдовте на часот по македонски јазик за 7 оделение. Јас сум Јасминка Трајковиќ и вашиот денешен наставник. Да почнеме. Што ќе учиме денес? Ќе зборуваме за белезите на авторската поезија, при тоа ќе ги воочиме карактеристиките на авторската поезија, ќе ги објасниме белезите на авторската или уметничката поезија и ќе направиме анализа на песна од конкретен автор. Да видиме пред да го започнеме часот, ќе треба да се потсетиме на нешто што го учевме минатата година, а тоа е да се потсетиме како е поделена поезијата според тоа кој ја создава. Имено, поезијата според создавачот се дели на народна, која што исто така е анонимна, устна, пренесувана од генерација на генерација, и нашата денешна тема, тоа е уметничка, авторска или пишувана поезија. Ќе прочитаме една песна на татковината и така најдобро ќе ги воочиме карактеристиките или белезите на авторската поезија. Песната е напишана од Миле Ангеловски. Да видиме. Овие реки и планини, овие житородни полиња мои, го носат името на земјата што од срце ја љубам. Ова сино небо, ова сонце бело со преливи на бој, би сакал вечно да ги имам и денот ќе е убав. Нема стебло, нема лисја, нема ветар, нема лоза бела. Твоето име, татковино, во нежност да не спие. Сите луѓе чинам што ги има, братска љубов делат, а секое срце нивно, мислам нежен, копнеш крие. Ја допирам ракава на оваа грудка земја црна, нека и вените мирисаат, оти и тревите дишат. На оваа земја растат карамфили и ситен прнар, и афион и сончогледи и јасики и борови се вишат. Овие реки и планини, овие житородни полиња мои, го носат името на земјата што од срце ја љубам. Ова сино небо, ова сонце бело, со преливи на бој, би сакал вечно да ги имам и денот ќе е убав. Се надевам дека ви се допадна песната и дека имате време да се навратите повторно на неа и да забележите што се поетот искажал во оваа песна. Се надевам дека тоа во прв момент се забележува, а тоа е огромната љубовта кон татковината. Она што го носи во себе, тоа е љубовта кон татковината. Да преминеме на анализа на песната и карактеристиките на авторската поезија. Да видиме кои се белезите на авторската поезија. Композицијата. Она што ја прави посебна авторската поезија е композицијата. На композицијата подоцна ќе се навратиме. Непроменлива содржина. Што значи тоа? Тоа значи дека авторот, конкретниот автор, ја пишува песната и како таква ја објавува. Таа е таква во единствена форма. Не ја менува својата содржина. Затоа што постои конкретен автор. Точно, има конкретен автор. Да се потсетиме кој беше автор на песната на татковината? Миле Ангеловски. Да видиме, да се задржиме на композицијата на песната.
Што содржи една авторска поетска творба? Секако мотив. Она што го натерало или што го поттикнало авторот да ја создаде песната. А тоа е, рековме, љубовта кон татковината. Чувствува убава енергија, чувствува љубов, чувствува обожување на својата татковина. Јазикот на композицијата. Дали забележавме на каков јазик е напишана оваа поетска творба? Да, секако на литературен, стандарден јазик. Продолжуваме понатаму. Рековме, има свој автор, а тоа е Миле Ангеловски. Како е организирана поетската творба? Ако се навратите на поетската творба, ќе забележите дека поетската творба е напишана во строфи, содржи 4 строфи од по 4 стиха. Да видиме поетскиот јазик што го карактеризира. Се надевам дека е јасно. Поетскиот јазик го карактеризира сликовитост. Забележавте дека има неколку поетски слики кои што се провлекуваат во песната. Ке се навратиме и на нив подоцна. Музикалноста е она што е една од важните карактеристики на поетскиот јазик, како и емоционалноста. Целата песна представуваше изблик на чувства. Сликовитоста ја прават поетските слики. Музикалноста ја прават ритамот и римата. Забележавме дека на неколку места има рима во песната. Ке ги пронајдеме за дом. Исто така емоционалноста ја се чувствата кои што ги пренесува поетот во однос на својата татковина. Поетските слики јас ги представи вака, но вие слободно имате избор да вметнете свој поетски слики при анализа на песната. Значи, читајте песната неколку пати, потрудете се на свој начин да ја доживеете, изберете за вас најпогодни и најпоетски мисли кои што ја представуваат строфата. За првата строфа јас определив: сино небо, сонце врело, полиња и реки ја красат нашата татковина. Секое срце во себе братска љубов носи. Мирисот на татковината дише од секое нејзино катче. И забележавте дека песната започнува и завршува со иста строфа, правејќи целина. Се надевам дека ви беше интересно. За дома. Истражете ја љубовната поезија на Кочо Рацин. Таа е помалку позната и помалку откриена. Ке најдете прекрасна љубовна поезија. Одберете песна по ваш избор и анализирајте ја, задржувајќи се на карактеристиките на авторската поезија. Направете композиција на песната, одредете го мотивот, определете ги поетските слики, задржете се на некое стилско изразно средство. И читајте поезија. Тоа ја облагородува душата. Ве поздравувам до следно видување. Ви благодарам за вниманието. Се гледаме.